Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, на дневен ред денеска е годишниот извештај за народниот правобранител за 2021 година. Расправаме во 2023 година. Според извештајот во почетниот дел се издвојуваат неколку карактеристични случаи, состојби, конкретни проблеми на граѓани во кои од страна на народниот правобранител се утврдени прекршувања и повреди на уставните и законските права на граѓаните. Народниот правобранител, освен што сака да посочи дека овие констатирани повреди се всушност нелогични, незаконски, па дури и апсурдни ситуации, настанати поради незаконско, нестручно и непрофесионално работење на органите и истовремено ги повикува надлежните органи да превземат итни мерки и действија за отстранување на наведените повреди. Со цел да се обезбеди навремено и непречено остварување, почитување и унапредување на човечките права и слободи во државата, народниот правобранител посочува дека неговите намери и заложби се сериозни, конструктивни и законски засновани, а воедно се оградува од какво било друго сваќање вон контекст во однос на издвоените случаи. Но за жал надлежноста на народниот правобранител се сведува само на превентивни дејства и не е овластен за донесување правно обврзувачки и мериторни одлуки. Воедно со истакнатите примери сака да даде позитивен импулс во постапувањето на органите на државната управа и другите организации за почитување со устав и закон за гарантирани права на граѓаните. Ке посочам само дел од бројните представки кои ги добил народниот правобранител. Неусогласени протоколи со Законот за заштита на населението од заразни болести. Лицата со попреченост не биле опфатени со приоритетните групи за вакцина против COVID. Непочитување на принципот за судење во разумен рок, дури и за работните спорови кои законот ги третира како итни, а тоа е апсурд на македонското судство. Во оваа насока, народниот правобранител дава неколку препораки и укажувања за начинот на нивното отстранување, односно ја истакнува потребата судот, без какво било формални изговори, да го почитува начелото за судење во разумен рок и носење на одлуки во законски определен рок. За жал и покрај ваквата констатирана состојба и превземени действија од страна на народниот правобранител, Основниот граѓански суд Скопје воопшто не превзел дејства за промена во динамиката на водењето на предметите, туку повторно доставувал формални одговори во кои како причина за одложување на постапките го наведува големиот број на предмети. Во областа правосудство до народниот правобранител се поднесени 436 представки, преку кои граѓаните и сите други лица побарале заштита на своите права и споредбено со претходната извештајна година, кога беа поднесени 406 представки, се бележи зголемување на нивниот број. Генерално на ниво на институција, представките од оваа област и понатаму остануваат најбројни. Преку анализа на содржината на представките и предметното постапување, можеме да констатираме дека граѓаните во најголем дел бараат заштита на своите права во контекст на првостепени и второстепени кривични и граѓански постапки, постапки пред управните судови, како и за постапките кои ги водат пред лицата со јавни овластувања, адвокати и нотари. Следствено на тоа, а во поглед на работата на судската власт, граѓаните од народниот правобранител најчесто барали интервенција во насока на добивање на информации, кои истите не можеле да ги прибават од судовите, како што се во која фаза се наоѓа постапката, број под кој е заведен судскиот предмет, дали е извршена експедиција на списи помеѓу судови за непочитување на принципот за судење во разумен рок и слично. Инаку и натаму останува голем број на поднесени представки кои се однесуваат за веќе завршени судски постапки, каде се бара да се изврши промена на судска одлука и се укажува на незаконско работење на конкретни судии.
Од извештајот можеме да забележиме дека народниот правобранител во врска со претставките за прибирање на информации навремено постапува и во најголем дел од предметите со ваква содржина помогнал подносителите да ги остворат своите права. Во однос претставките во кои се бара промена на судски одлуки и се посочува дека одредени суди работат нестручно и несовесно, за жал, иако е донесен и е на сила новиот закон за управни спорови, граѓаните и натаму се жалат за истите проблеми, односно предолгото траење на овие постапки, неодржување на јавни расправи исто така и недонесување на мериторни одлуки. Во овие случаи е констатирано дека нема соодветна комуникација меѓу државните органи, а и е присутен игнорантски однос кон барањата на управниот суд за доставување на списи, поради што постапките се долготрајни и се предизвикува незадоволство кај граѓаните. Управниот суд, дури и по барањата на народниот правобранител, не доставува навремени одговори, а истите не ги содржат ниту бараните информации или сепак од формална природа. Токму затоа народниот правобранител е принуден да превзема действија со кои на управниот суд му се укажува на неопходната потреба од почитувањето на надлежностите на народниот правобранител, кои придонесуваат, односно исклучиво се во насока за заштита на уставните и законските права на граѓаните и сите други лица, вклучително и пред овај суд. Ова испраќа силна порака во однос на перцепции на граѓаните за владење на правото, борбата со корупција, независноста на судството, како и ефикасноста на судовите. Релативно ниската доверба на институциите и во политичките и општествените чинители создава рефлексија на генерална недоверба кон институциите. А сите знаеме дека зголемувањето на довербата на институциите преку зајакнување на нивната независност и ефективност е клучна за справување со штетните последици од популизмот во следниот период. Годишниот извештај на народниот правобранител укажува на предмети и состојби во врска со правосудството. Представките од областа на правосудството во извештајната година 2021 се најбројни. 406. Вонредната состојба и посебниот режим на работа на судовите ја оневозможи примената на законот за управни спорови, поточно измените во однос на можноста за одржување на јавни расправи, што се одрази на ефикасноста во постапување по предметите. Заради заштита на правата на граѓаните во управните постапки, народниот правобранител во конкретните случаи интервенираше на начин што бараше податоците да бидат навремено прибавени по предметите и да се постапи од страна на судовите. Во поглед на стечајните постапки, народниот правобранител и оваа извештајна година бележи представки во кои се укажува за долготраењето на овие постапки, ненавремено известување на доверителите, неможноста да се наплатат побарувањата, иако имаат извршни исправи и слично. Останатите представки за работата на судовите се однесуваат на ненавремено добиени одговори од страна на судовите, немање на податоци за тоа во која фаза се судските постапки и слично. Наводи по кои народниот правобранител надлежно постапуваше и навремено ги прибавуваше податоците од страна на судовите и за тоа ги информираше подносителите. Новина во делот за работата на судството во овој извештаен период се зачестените обраќања и барањата на правен совет, каде што граѓаните побарале информации за најавените реформи во правосудниот сектор. За крај, она што сакам да го потенцираме дека за жал власта не ги слуша препораките на народниот правобранител, па како што доцни разгледувањето на овој извештај, така доцни се во Македонија. На крајот штетите ги трпат граѓаните, кои покрај огромниот број на поплаки не добиваат ниту соодветна, ниту навременна заштита на своите права.
Овој годишен извештај е најдобар показател за тоа колку власта се грижи за почитувањето на човековите права на своите